Јас навистина сум бил ангел. Значи ми велиш пирамидален систем. Добро, да почнеме. Ако пропаднеме, пропаднеме. И така веќе сме на дното. Нема што повеќе да изгубиме. Поготово јас, овој пат нема бегање. Ќе правиме се што треба. Кажи ми ти сега, дали можеш за една недела да ми донесеш 100 луѓе што сакаат одедно да направат 100? Можам 5000. Чекај да бидеме најасно. Не бараме сиромашни луѓе кои што сакаат да бидат богати. Вред? Ние бараме алчни, богати луѓе кои што секој пат сакаат повеќе. Аха, тогаш тоа е друго. Имам многу богати пријатели, ама не знам дали би сакале да влезат во овој систем. Сиромашните лесно се убедуваат, ама богатите се лицици. Добро, што ќе се случи ако не успееме да најдеме богати? Тогаш ќе изгубиме и последната шанса. Добро, треба да им се каже убедувачка приказна. Ако ги намирисаат парите, тогаш ќе дојдат листиците, така? Повелете, господин Егемен. Добре дојдовте во Панама. Што е ова? Рударската компанија што ќе ја купиме. Ајда? Господјо Илај, јас вас ве чекав. Простете ми, господјо. Јас ќе се разделам од вас. Што значи тоа, душо? Зошто си одиш? Зарем доби лоши вести од твоето... Јас работам за своите деца. Ако ми избркаат надвор од државата, како ќе чувам деца? Разбирам. Ама Аида, кажи ми, јас ли ти кажав нешто лошо? Моите деца се мали. Господјо Илај, благодарам. Добро, но немој вака да си одиш како да си избркана. Немој. Уште ова ми фалеше. Сулеман. Сулеман. Ало? Сулеман, се случи нешто многу чудно. Пред малку Ајде ја напушти куќата. Сулеман, ти дали се сретна со неја кога излезе од овде, случајно да не си ја навредил? Господе Боже, зошто тогаш си отиде? Почекај, изгледа заборави нешто. Чекај. Ај. Малку да поразговараме, господја Илај? Седни. Слушам. Зарем нема да ми направиш едно кафе? Да, заборавив. Помошничката си замина, затоа ти не знаеш да правиш кафе. Вие не грижите се, јас можам да си најдам и друга помошничка. Повелете, ве слушам. На погребот на татко ми беа дојдени 10.000 луѓе. Од најбогат до најсиромашен. Не заради љубов, туку од почит. Ама тој ден таму ги немаше љубовниците на татко ми, ниту девојките. Само една жена беше таму. Неговата сопруга. Односно, само таа плачеше за него. Кратко кажано, кај нас адетот е таков. Така што и на погребот на Сулеман ќе има само една жена. Тоа сум јас. Добра.
Кога ќе умре, вие ќе го планирате тоа. Ваше дали ќе плачете за него, дали ќе го жалите. Јас сакам да бидам до него додека е жив, господја. Господјо Кудрет. Свесна сум зашто сте дојдени овде. Знам. Сакате да се тргнам од Сулеман, но најпрво со него разговарайте за ова. Да видиме дали тој сака да се оддалечам од неговиот живот. Јас мислам дека не го познавате доволно вашиот сопруг. Јас Сулейман многу добро го познавам. А и тебе? Не си толку свежа. Еден ден и ти ќе венееш. Кога Сулейман ќе се тргне од тебе и кога ќе почне да се забавува со своите внуци, ти тогаш што ќе направиш, а? Што ќе имаш во рака? А? Автомобил. Најмногу и некој стан ќе добиеш. Може би нешто злато, сребро. Потоа? А? Вредноста што ми ја дава Сулеман не можете да ја претпоставите вие. Значи те цени? Што ќе правиш? Кога ќе остареш, зарем ќе ја јадеш вредноста и тоа што те цени, а? Господе Боже. Види, јас ти давам многу повеќе од тоа што ти дал Сулеман. Сама ќе се увериш? Повели? Прифати ги овие како мала авансна сума. Земи си ги парите и излегувај од тука. Излегувај. Користи си го умот, Керко. Биди паметна, жити Господ. Еве ти авионска карта. Сулейман никогаш нема да може да те најде. И хотелот ти е платен, сега земи ги овие и оди си. Толку е лесно. Земи ги парите и оди си. Изгуби се од мојата куќа. Губи се. Керко, на едната страна на вагата стави ги овие, а на другата стави го Сулейман. Ете, тогаш ќе ти биде јасно. Земи го тоа што ти е потребно. И оддалечи се од Сулейман. Ова нема да го направиш само за себе, туку и за твоите сакани, да знаеш. Ова огромна рударска компанија, кажи ми, како ќе ја купиме? Јас во Америка имав еден професор. Тој е еден од партнерите на оваа компанија. Ми предложи работа. Ми кажа да бидам финансиски советник на компанијата. И јас прифатив. Потоа кажа дека барат инвеститор во компанијата и ги баравме вредностите на фирмата. Забележав дека професорот се труди малку да ги зголеми цифрите. И се оддалечив од компанијата. После дознав дека подигнале многу кредити од банките со цел да ја зголемат вредноста на компанијата. И Значи, сите партнери ги поделиле парите меѓу себе како од компанијата. Кратко кажано, ја испразнеле компанијата, така што компанијата се стои комплетно празна. Ама, затоа, рудниците се уште се полни со злато. Наша предпоставка, ако златото во рудниците вреди $100 милиони, нивните долгови се околу $200 милиони, господин Егемен. Ние ќе купиме компанијата и ќе продадеме на големите инвеститори, ме разбираш ли сега? а тие $200 милиони што ги должат? Види сега. Компанијата е во Панама. Тоа е офшор фирма. Нема данок, нема следење. Има само имейл адреса, ништо друго, ама легална. А златото е во Венецуела, брате. А банките, тие се во Америка. Банките во Америка не можат да направат ништо во врска со рудниците во Венецуела, рацете им се врзани. Така што се е вон контрола. Сега ние, на луѓето ќе им го продадеме златото што точно 38 години се копа од рудникот.
Никој нема да знае за долгот. А ние, во оваа легална компанија, ќе го креираме и ќе го криеме нашиот пирамиден систем. Ме разбираш ли, Гемен? Тоа е тоа. Што велиш? Јас навистина досега сум живеел како ангел. Овие работи се лоши. Ѓаволски работи се овие. Е, добро, што велиш? Си за? Илај? Илајче, Сулейман, ти зарем требаше да дојдеш денес? па кога ми го исклучи телефонот се загрижив, затоа сакав да те видам. Женичката си замина, затоа јас морав да исклучам. Бе возбудена, останав без зборови јас. Ах, злато моја, душо моја. Долго време не сум те гучнал. Предолго време ми не достигаше. И ти на мене. Одете малку кај мајка ти. За тоа време јас ќе барам стан за нас. Каква куќа, Ирфан? Зарем имаме пари за тоа? И како второ не сакам додам кај мајка ми. Мислев дека може да ти помогнат. Добро. Добро. Да кажеме дека отидов. И потоа што ќе се случи, а? Што ќе се случи? Не знам како се спаси од луѓето и што направи Ирфан, ама... Како ќе ги најдеш парите? Ако не успееш да ги најдеш, што ќе се случи? Тогаш барем вие ќе бидете на сигурно. Ирфан, ако тебе ти се случи нешто, јас сама не можам да ги најдам тие пари. Дали ме разбираш? Денис, ако не успееме да го оперираме, тогаш ја што ќе правам? Како ќе живеам? Еда. Една недела, душа моја. Само една недела. Се ќе средам. Во ред? Синче моја. Дојди ти со нас, тато? Јас не можам да додам, сине, јас имам многу работа. А и недостасуваш на баба ти, знаеш? А всушност и мене ќе ми недостасуват. Ние ќе се вратиме за кратко, тато. Немој да си не оставил сами. Нема. Додека ти мавтав со раката кога бевте во автобусот, знаев дека тоа значи збогом за мене, сине. Кога ќе се вратиш, ако се уште сум жив, јас ќе бидам веќе друг човек, сине. Ќе бидам човек кој што нема да може да те научи на вредноста на животот. Ќе бидам човек кој што си ја продал душата само за да може да го спаси своето дете.
Професоре, Вавилон. Ирфан Вавилоглу и неговите изгубени луѓе. Убаво е. Звучно е. Добро. А што ќе им кажеме за значењето на името? На сумерски, значи врата која што ти нуди злато и пари. И плюс ете, име на фирма која што ти нуди неголема добивка. Ме тераш да проверам на интернет. Го одбрав името за да не заборавиме дека сепак ќе имаме крај. Како што се руши Вавилонската кула и пирамидата еден ден ќе се сруши. Добро, барем, ќе може да избегаме во Уругвај и да умреме богати. Еге, ние не сакаме да ги уништиме луѓето. Ние сакаме да ги земеме нашите 30 милиони и после тоа се откажуваме, јасно ли ти е? Добро, професоре, остави ме да фантазирам. Ти кажи ми дали тука ќе дојдат утре 150 души. Ќе дојдат? Од сите мои дупки ги поканив луѓето. Добија покани и сите богати луѓе. Направив убава пропаганда. Ќе дојде ли Сулеман? И тој доби покана. Дај Боже да дојде. На луѓето што ги поканив, им кажав дека соработуваме со Сулеман да бидеме поозбилни. Важна работа е дали ќе се убедат. Мислам, што ако истражат? Што ако дознаат дека златото е компир? Да, постои таков ризик, ама тоа е многу тешко. Слушај, ако ние успееме секој месец на луѓето да им ја уплаќаме каматата, тогаш никој нема да се буни, верувај ми. За нас утре најважно е ние да го најдеме првиот човек што ќе ги уплати парите. Ако го најдеме него, другото ќе си дојде, тој ќе ни го спаси животот. А ако воопшто не се појави некој таков, ете тогаш ќе треба да бараме некоја дупка за криење. Ама нема да се случи тоа, хајде. А како е? Убаво ли е? Добро, а? Утре не истекува времето од Сулеман. Еднаш се спасивме од него, ама овој пат ако не успеевме, нема да се спасиме. Доста веќе Егемен, доста. Јас ништо не барам за себе. Барам за Ирфан. Помогни ни, Илај. Што ме интересира мене за Ирфан? Што ме интересира мене Егемен? Човекот е женет, поминаа 100 години, доста веќе. Не можам веќе, доста. Ја што направив без него досега? Дали никогаш ме праша? Дали беше заинтересиран? Доста веќе, ниту за тебе, ниту за Ирфан не сум заинтересирана. Доста, одете си веќе, губете се. Излези и некој ќе го викнам Сулейман. Оди. И, синче, најголемата безпомошност на светот е стравот дека можеш да го изгубиш своето дете. Ете тогаш, му се молиш на Бога и тоа е такво чувство што не би сакал ни на непријател да му го посакаш. Човек, кога се соочува со тој страв, тој е подготвен се да направи. Јас, после сите мои положени тестови, застанувам пред моето најтешко тестирање. Ќе зачекорам во светот на алчноста, светот на лагата, светот на злото. Свет кој што го презирав, од кој што бегав и од кој што секогаш се плашев. Брате, време е внатре има само тројца. Јас веќе одам кон мракот. Да му се плукнам, никој не дојде, што ќе правиме? Ова е негово дело. Треба да си одиме, ајде. Ајде, Ирфан. Земи ги овие, ајде. Чекај малку, чекај. Интересна работа, помислив дека сме сами. Не, јас нема да можам. А?
Еге, јас нема да можам да презентирам. Направи го ти. Висок ми е притисокот. Не треси глупости, како можам јас да Се презентирам? е напишано, се е подготвено. Се ми ќе можеш. Јас не можам да лажам, верувај ми. Нема лага, бре, се е легално, ајде. Абе, какво легално, бе? Па ние директно ги мамиме луѓето. Ќе собираме пари од луѓето како да сме добиле дозвола од државата. А ние се криеме од неа. Нема да извадиме злато од рудникот, брат. Не, брат. Јас не можам да кажам толку голема лага, верувај ми. Сега ли ти текна на Не тоа? можам. а? Не можам. Јас не сум се родил како лажко. Ајде, сега и ти ќе лажеш и ќе мамиш и ќе пропаднеш и ќе продадеш и се ќе направиш. Немаш друг избор. Немаш. Ширан сум, нема да можам. Никого нема ми излажам. Пушта да ги гледам улици и да ги лажам. За се има прв пат. Види, Ирфан, ти кога ќе почнеш да зборуваш и самиот ќе поверуваш во тие твои лаги, верувај ми. Јас како ќе можам да го изговорам тоа, брате? Те молам, Егемен, те молам. Слушај ме. Или сега ќе го направиме ова, или никогаш повеќе. Да се откажеме од оваа работа. Потоа мисли што ќе правиш со син ти. Соземи се малку, бе. Оди исплакни лице или нешто друго направи. А јас одам да ги внесам луѓето. Соземи се. Повторно добре дојдовте. Состанокот за кратко ќе започне. Ве молам, повелете. Добре дојдовте. Со среќа некој. Благодарам, добре дојдовте. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Благодарам, добре дојдовте. Благодарам. Добре дојдовте. Добри ли сте? Добро сум, добро. Има ли некаде тоалет во близина? Да, има, ете, онаму. Дали ви е малку подобро? Да, добро сум. Со вас секогаш се сретнуваме на вакви чудни места. Да. Зарем тоа е што вмарамче? Да. Мислев дека веќе не постојат диносаурусите, ама... Искрено јас се чувствам како диносаурус, да ти кажам. Веќе не постојат луѓе како мене. Господине Ирфан, кој сте вие поточно? Најпрво се појавувате како професор. Потоа ве гледам облечен како работник и велите дека животот ви е во опасност. А сега пак сте дотерани како бизнисмен. Кој сте вие? Јас сум професионален инвестицијски советник. И сум председател на управниот одбор на оваа фирма Рударство Вавилон. Исто така и многу лош лажго. А од каде ви е тоа дека сум јас лажго? Ви благодарам за помош и ако ми дозволите морам да го проверам сега мојот говор. Господине Ирфан, дали ви текнува дека еднаш ми кажавте самодовербата е најпривлечната особина? Иако не сте такви, однесувајте се како таков.
Добре дојдовте. Добре дојдовте. Вечерва ќе зборуваме за една одлична инвестицијска прилика. Дали сте подготвени да се борите со инвестициите како недвижности, девизи и берза? Добро, каква е оваа инвестицијска можност? Зборувам за рударството. Да, сега рударската индустрија нуди најсилни можности за инвеститорите. А од друга страна, врвната технологија е на наша страна, со што се минимализира ризикот. Во Венецуела откриен е најголемиот резервоат за злато. Сепак политичката атмосфера на земјата и златото на меѓународните рударски компании создаваат голема пречка на пазарот. Ама ова ни ја нуди долгогодишната шанса која што ние ја баравме. Искорпориравме со една добро воспоставена рударска компанија која работи од 1982 година. Ние како рударство Вавилон добивме дозвола за обработка на најмалку 5 тони злато годишно. И ние сакаме ова злато да го споделиме со вас. Ирфан! Освежувај ги малку, ајде. Пардон. Се извинувам. Ирфан, што правиш? Вие зошто сте дојдени овде? Зошто сте овде? Одговорот е очигледен, нели? За повеќе пари. Картите се отворени. И вие се снаоѓате како повеќето луѓе, нели? Вистина ли е тоа? Да. Сигурен сум дека добра или лоша куќа имате. Имате и возило, плаќате школарина за вашите деца, вашите жени и мажи имаат уште по едно возило. Сигурен сум дека барем еднаш годишно одите на одмор. Секако плаќате и екстра осигурување за вас и семејството за да не трчате по болниците. Тоа е животот. Нели? Ама гледате дека за некои луѓе не е така. Нели? Возат невозможни скапи возила. До нив имаат прекрасни жени. Да не ги навредам жените. Пардон. Како да мажите се толку харизматични, што жените само заради тоа се заедно со нив. Не, живеат прекрасен живот, возат луксузни автомобили. Да не заборавиме за луксузните авиони и јахти. Тоа е скромно кажано луксузен живот. Вие одите на одмор, нели? Еве, например, замислете, отидени сте на Малдивите. И тоа цела недела. Ама некој човек излегува од неговиот луксузен авион. Секогаш треба да бидете економични. Например, сте отишли во некој ресторан за да јадете. Немате пари за да ги пробате сите јадења, ама во тој момент се појавува некој човек кој што ја плаќа целата сума без да мисли, плаќа буквално. А што ќе се случи ако еднаш паднете на дното? Се ќе се заврши. Ама за тие луѓе нема крај. Зошто? Затоа што тие луѓе имаат фирми. Тие луѓе во швајцарските банки имаат милијарди. За нив никогаш не завршува. А вие ако еднаш паднете, што ќе се случи? Ете, затоа сте дојдени овде. За да не паднете. Тука сте за да бидете како тие луѓе. Добро, кажете ми едно нешто. Тие луѓе, како дошле до сите тие пари? Тоа има наследство нив. Во право сте. Сите имаат по еден дедо од Египет и од таму има богатството. Така? Знаете ли дека тие луѓе ги сакаат парите повеќе од вас? Имаат нос подобар од кучињата ловџи, веднаш ги намирисуваат парите. И плюс тоа се впуштаат секогаш во инвестиции. Дали вие имате таква храброст? Дали вие имате храброст да го земете она што ви се нуди? Имаме. Имате ли? Да, имаме. Имате ли? Имаме. Дали вие ги сакате парите? Дали ги намирисувате парите? Тоа е мирисот на парите.
е последниот ден од вашиот поранешен живот. Пред вас се отвора нов пат. Повели Бушра? Господјо Кудрет, таа не замина. Авионската карта е откажана. Јас си го направив своето. Добро. Штом не разбира од збори од пари, ке смислам нешто. Време е да ја објаснам на друг начин. Ти среди се и дојде овде, затоа што душо моја тука ке не очекува многу работа. Внимавајте! Се работи за фирма која што ви нуди годишно повеќе од 5 тони злато, а има 7 вида на руда. Вредностите на овие руди ние ги пријавивме во една канадска рударска компанија и резултатите излегува подобри од тоа што претпоставувавме. Овие руди ќе ги обработуваме во Бразил и ќе ги дадеме на пазарот. Сега седете си комотно на вашето место, отворете си го носот и чувствуете ги парите. Ако денеска влезете во овој систем, ќе бидете акционери на ова злато. И секој месец ќе добивате 10% од парите кои што ќе ги вложите како ваша заработка. А ако една година останете во овој систем, тогаш ќе бидете една од најголемите гранки на фирмата. Сега кажете ми, кој од вас сака дел од ова злато? Во моментов, со ниту една инвестиција, не можете да добиете толку многу пари за толку кратко време. Епа, кој има храброст да го добие тоа што го посакува? Оди си од тука, оди! Добро, ке си одам. Ама ти ќе ја изгубиш твојата последна шанса. Тоа ли го сакаш? И на двајцата животот ни е уништен. Имаш 35 години и остана да живееш со човек како Сулеман. Кој бе Сулеман? Кој е тој, а? Ила и ние заслужуваме подобар живот. Еге ме не излегувај од оваа куќа. Секој ден го мислиш, Ирфан. Знам дека и двајцата патите. Да не сум слеп? До ден денес се дружиш со мене само за да можеш да добиеш за него информации. Се дружам со тебе затоа што сум глупава. Јасно ли ти е? Јас сум глупава. Губи ми се од куќата. Егемен, губи се. Доста веќе. Аха! Добро. Ако се уште не ја чуваш поканата за свадба, тогаш јас ќе си одам. Знам дека ја чуваш. И двајцата добро ве познавам. Ирфан во ниеден случај не е заљубен во Еда. Да не беше Денис, тој немаше да биде со неа. После тебе тој брак е само една глупава утеха. Со години ниту еднаш не ти го спомена името. Се уште е лут на тебе, се уште не сака да те види, само затоа што се уште те сака. Но јас тоа го знам, сигурен сум во тоа, Илај. Да знаеш дека многу те мразам. Те мразам затоа што ти си играш со моите чувства само за да си се спасиш сами од себе си. Илај, јас сакам последна шанса за сите нас. Ова не беше твој план. Ова не беше ниту наш план. Ако сакаш прифаќај, ако сакаш не прифаќај, ама во овој живот постои судбина. Судбината нас не спои. Илај, зарем не забележуваш дека имаме шанса за да бидеме среќни? А?
Кој го чувствува мирисот на парите? Хајде, кој е со мене? Јас. Го познавам овој човек, што изгледа како зајак, што гледа кон светлината и се сретнува со саканата после 8 години. Овој млад е за умирање, а веќе многу стар за одење во пензија. Староста е многу лоша. После толку труд и после толку луѓе се чувствуваш како да си пред една голема табела. Ирфан исто така си го истроши животот на безвредни работи, како што е оваа љубов што ја гледав цел живот пред себе. Може би другите луѓе мислат обратно, ама јас мислам дека причината се само парите. Затоа што во светот се случува само за пари. Сите случки, сите луѓе се само пари. Сите приказни се различни од ова. Има луѓе што парите ги дале на поранешните жени, или пак тие што од нула станале богати, што добиваат високо вредни купони, што имаат многу богати роднини или пак што мислат дека се многу паметни. Има и такви што со пари ја нашле својата љубов. Ама има и луѓе што премногу се мачат да ја заборават поранешната љубов и откако ќе ја видат после толку многу години дознаваат дека се измамени. Ама најлошата верзија е кога човек останува помеѓу срцето и умот. По некое време ќе го извалка, ќе го искака умот и потоа се каја како куче. Таа приказна е многу лоша. Илај, што бараш ти овде, а? Што правиш ти? Остави ми ја раката, Сулеман. Како да те оставам? Премногу ви благодарам што дојдовте до овде. Дојди со мене, Сега оди. тие што сакаат да Оди, ајде. инвестираат, ги очекуваме во нашата канцеларија. Остави ми ја раката. Не те оставам. Многу ви благодарам што дојдовте до овде. Благодарам. Што бара таа овде? Влези внатре. Што бара, која Погледни ги погледни? овие луѓе сега и насмевни им се. Ајде влези внатре, ќе зборуваме. Ајде. Илај, Остави. Илај, што бараш ти овде? Што правиш ти овде? Илај, ти сакаш мене да ми извадиш од памет? Тие луѓе мене ми измамија. Што ти е целта? Кој си ти? Ти мене да не си ми собственик? Внимавај што зборуваш. Добро, најпрво да се смириме и повторно те прашувам. Што бараш ти овде? Што беше ова? Праша твојата сопруга, Сулеман. Праша господја Кудрат и нека ти објасни. Илај, Ти ја донес овде, нели? Што ти е тебе проблем овде? Што ти е намерата тебе? Каква намера би имал јас? И тоа заедно со Сулеман. Абе, брат, ја во каква ситуација сум паднал? Ти зарем не кажа дека најважно е првиот човек да биде убеден? Треба да се молиме што Илај беше дојдена. Што ќе беше да не кренеше рака? Ти играш игри зад мојот грб. Ирфан, син ти е болен. Потребни ни се тие пари. Нели се ќе направеше да добиеш пари? Што е сега? Зарем се уништи од твојата поранешна љубов? Ајде бе. Илај каде? Илај! Илај, застани! Што значи сега ова, еј?
Зарем Кудрет ти направи нешто? Илај, Што сум ти јас на тебе, Сулеман? Одговори ми, што сум ти јас тебе? како тоа што си ми ти? Ти си моја жена и собственик на моето срце. Добро, тогаш ќе те прашам сега. Твоите вработени, твојот син, например, што вели за мене? Тебе ништо не може да ти кажат, маж си, имаш право да го правиш тоа. Добра, за мене што мислат? Кажи ми како се нарекуваат тие жени што се во љубавна врска со оженети мажи? Кој смее да каже такво нешто во врска со тебе? Јас сите би ги уништил. Уништи ги тогаш. Најпрво почни од женати. Најпрво не ја уништи ја, може? Дојде до мојата куќа, ги кажа сите овие зборови што ти не можеш да ми ги кажеш и уште многу други работи, парите ми ги плесна во раци и си замина. Ете, затоа јас дојдов овде да ги вложам тие пари. Илај, Илај, застани. Илај, каде? Каде ако не во пеколот? Ви благодарам, во иднина ќе имаме уште подобри соработки. Господин Сулейман, колку пари вложи? Не е пристојно да се кажува, ама многу пари вложи и сега ве молам, не го озборувајте ова, ве молам. Пријатен ден. До гледање. Здраво. Успеавме, професоре. Ме излаже, еј. Еј, не те лажев, бре, да ме прашаше ќе ти кажев. Зошто се налути? Зарем затоа што Сулеман беше... Егемен, Што ќе се сменеше да го знаеше тоа? Нам кој не спаси од Сулеман? Кој ни ги даде информациите? Илај ни е потребна, поготово на тебе. јас не сакам помош од неа. Ни случајно не сакам да се сретнам со неа. Јасно ли ти е? Со убавина и тоа ќе се случи. Господинот Сулеман ќе мора... Тој никакац го нарекуваш господин. Мене Илај ме запозна со Сулеман пред една година. Како и да е, не сакам ништо да знам. Доволно е да знаеш дека Илај е љубовничка на Сулеман. Подобро е тој да не дознае за вашето минато. Види, Егемен, заедно ја започнавме работата. Јас треба да имам доверба во тебе, јасно ли ти е? Дали ти е јасно? Јасно да е? Ќе ти кажам што сакаш да дознаеш. Ајде. Сулейман нас не чека. Ајде. Како ќе завршува Сулейман? Како ќе можеш да го решиш ова без да ми изгубиш? Кудрет не е твој проблем, туку мој. Таа веќе нема да ти каже ниту еден збор повеќе. Јас ќе го средам сето тоа. Како? Да си одам јас. Каде? Ќе ја посетам Нехир. Почна на работа. Почекај малку, ќе ја посетиш. Јалчин! Кажи им веднаш да ја префрлат господја Илај. Во станот во Плазали. Да не испадне проблем. Во право си, таму веќе не може. Всушност, вилата тебе повеќе ти личи. Таму ќе ти биде комотно, сакаш ли? Јалчин, одбери од најдобрите. Веднаш средете ги документите. Секако. Ама почекај. Имаме и друга работа. Што е проблемот? Не е што. Туку кој? Господја Кудрет. Да, господине. Да. Како ќе посакате? Добро, господине. Синко, земи ги овие. Господјо Кудрет, јас морам одма да одам. Господинот Сулейман дал наредба веднаш да одам кај него. Сега ќе видам. Мисли дека вака ќе може да ме казни. Ајде, оди си, плачко. Аха, како јас да не можам сама да се вратам. Глупак. Губи се, бре, аман, Господе Боже.
Хикмет! Хикмет! Дојдете, земете ги торбиве. Господе... Джинджер? Джинджер, зарем нема да ја пречекаш мајка ти? Сине? Джинджер? 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 Джинджер, каде си, синко? Кажи, Сулейман, што сакаш? Многу сум зафатена. Што е, зарем бараш ти нешто? Ако уж само уште еднаш ја изгубиш подчита кон мене, тогаш тешко дека ќе можеш да го видиш тоа мало чудовиште. И шоферот заедно со помошничката. А ти, вака ли мене ми се закануваш? А? Зарем мислиш дека јас не можам сама да готвам, да носам, да се снаоѓам? Можеш да си земеш нова помошничка. Ама веќе ништо нема да биде како што беше, Кудрет. Значи за мене за секогаш ќе биде така. Сулейман, ти... Зарем нешто му направи на кученцето? Сулейман! Сулейман, каде е Джинджер? Размисли си што можам јас да направам. Се надевам дека ова ќе ти биде добра лекција. Ете, готово завршив. Ти сега ја одржа лекција на жена ти? Таа ја доби по раката. Ти не грижи се. Проблемот за тебе е решен. Проблемот сега конечно е решен. Поздравја и кажи да си најде нешто друго за купување. Договорено? Тие се твои пари. Купи се што ќе посакаш за во новата куќа. Не сакам, Сулейман. Тие пари се само мои. Троши колку што ќе посакаш. Не грижи се, султанке моја. И немој повеќе да мислиш на ова. Господјо Кудрет, мислите дека господја Илај му кажала се? Не ми ја спомнувај таа жена во оваа куќа. Не сакам моето име да биде во иста реченица со незиното име. Ти најди го Джинджер. Господе Боже, каде може да побегне кученцето? Никаде не побегнал. Зарем мислиш дека Джинджер е куче што бега? Кој знае Сулейман каде го фрлил? Ти распраши се во сите прифатилишта за кучиња, јави им се на сите. Добро, ќе средам. Втора работа. Таа жена, каква жена е, а? За кратко време сакам се да дознаеш за нејзе. Потеклото, од каде е? Мајка, татко, комшија, маче, куче, се сакам да знам. Се што е поврзано со нејзе. Штом не и се допаднаа парите што и ги дадов, тогаш ќе мораме да бараме други мерки, нели? Така? Да, господјо Кудрет. Зошто дојде? Ете, гледаш дека сум добра. Оди си. Нихир, мораш да продолжиш со терапијата. Не можеш туку така да пристанеш, те молам, врати се. Јас немам потреба за терапија. Потполно сум здрава. И не планирам да се самоубијам. На полицијата им кажав дека има труење со исхрана. Салата ве молам. Не може во истата канцеларија со Озгор. Зошто не ме разбираш? Зошто? Зошто? Зарем досега не страдаше доволно, Нехир? И ќе си најдеш друга работа, тоа не е невозможно за тебе. Не е лесно да се најде нова работа. Нехир. Нехир, те молам, послушај ме. Слушај, еден ден кога твојот претпоставен ќе дознае дека си заедно со зетот, што ќе се случи? Ајде кажи ми, а? Одговори ме, дали ќе можеш да го носиш тој срам пред светот, кажи ми. Доста веќе. Остави ме намира. Остави, никој ништо нема да дознае. Се додека Озгор не се разведе. Девојко, ти си многу лесноумна. Се уште мислиш дека Озгор ќе се разведе, така ли? Да, ќе се разведе. Затоа што Озгор мене ме сака.
Повторно те измами, нели? И ти му веруваш. Озгор нема да се разведе. Дали ти е јасно? Нехер, отвори ги очите. Живе си го животот. Се уште си многу млада. Остави го, дај отказ. Лесно е да го оставиш, така? Да оставиш некого што го сакаш. Не ми зборувај глупости како да никогаш не си била влюбена. Како второ, наместо да ми се лутиш, гледај си ја врската. Провери си каде си направила грешка. Ја остави всреде улица. Куќето го однесо во чифликот. Господе Боже, зошто се случи тоа? Јас ке ти кажам, сигурно имаат брачен проблем. Јордан, земи ги клучевите, трче. Овој да не ти се додворува? Не, господине Хакан, воопшто. Нема да може да се осмели да го направи тоа пред нас, ама ако случајно се осмели, веднаш да ми кажеш во ред. Добар ден. Добре дојдовте, пардон, се извинувам, господине Хакан. Добре дојдовте, здраво. Изгледа си направил многу добри ни Егемен Паша, штом се уште си жив и пред нас. Ама биди предпазлив. Дали ќе може да му кажете на господин Сулейман дека сме дојдени? Секако. Јас веднаш се враќам. Презентацијата беше многу интересна. Што значи тоа? Да немаш некој предлог? Нервозни бевте. Тоа многу повеќе се приметуваше од самодовербата. Нешто ќе те прашам. Дали навистина парите се толку важни? Зависи од ситуацијата тоа. Добро, ќе организирам средба да се ослободам. Добро, Илај. Ајде до гледање. Бога ми, не знам се што имаш доживеано, ама за мене парите не се важни. Не ги мислам ни воопшто. Знаеш дека тоа беше мојата девиза, ама порано. Парите не ми се важни. Значи порано. Добро, што се смени? Човек како тебе, што бара со господин Сулейман? Навистина се прашувам. Се вратив, повелете. Еве сега. Немаше потреба од обезбедување. Ние ќе дојдевме. Јас само еднаш имам доверба во еден човек. Ти веќе ја изгуби таа можност. Првата рата од нашиот долг. Ако работите одат како што треба, за кратко ќе ги вратиме парите. Нашиот договор не беше ваков. Сега за сега толку. А се уште постои можноста се да уништите, да се откажете од вашиот углед, од мене, од се останато. Или пак да дозволите за кратко време да ви го вратам долгот. Седни, малкове. И ти, Егемен, седни. Што беше сега тој говор таму? Такво фалење како глумец од некоја серија, да не те знаев, ќе мислев дека си маш. Јас направив се за да ги спасам вашите пари, господине Сулейман. Видете, ако сте имале финансиери и ако толку добро сте ја знаеле оваа работа со рударството, зошто тогаш мене ме измамивте, а? Одговорот е јасен. Морав, немав друг излез, затоа го направив тоа. Всушност, вие на ова треба да мислите. Зошто имајќи толку сиромашни луѓе што немаат ниту леп да јадат,
Не сакаат да измамат се додека вие живеете во луксус и уживате во богатство. За тие и такви луѓе јас сум добар човек. Сиромашните не се добри луѓе. Храбрите грабат напред и секогаш добиваат. Плачковците секогаш губат. Преживува моќниот, а не добриот човек. Например, ти се уште си жив, така? Така е, се трудам. Нешто овде не ми е јасно. Како и од каде за една недела се појави оваа работа со Вавилон Мавилон, злато, богатство, а? Вие земете се ги парите, оставете го другото и секако дека и ние имаме познати. Добро, ќе видиме. Убаво е така. Ајде. Земете ореби малку. Земи. Ете, ајде земи. На оној човек Хакан, немој да му веруваш, не е стабилна личност. Што значи тоа? Ти биди внимателна. Бато Салами? Почекај, јас ке однесам. Господине Сулейман, што кажа? Сега за сега јас ги пуштив на слобода. Ќе дознаеме каде одат и што прават. Следи ги Егемен и Ирфан заедно. Не грижете се, господине. За најкратко време ќе... Дали сакате нешто? Ти пред да влезеш чукни на вратата. Вратата беше отворена, се извинувам, само влегов за чашите да ги соберам. Добро, види како што ти кажав. Има документи за подпис. Ти ќе можеш тоа да го средиш, нели? Нешто ќе те замолам. Остани овде само 2 минути, те молам. Проблемот на Сулеман се само парите, се додека ги добива нема да ни пречи. Ако дознае за пирамидниот систем, ќе не уништи. Не дај Боже од каде ќе дознае, за тоа знаеме само ние, јас и ти и толку. И никој друг нема да дознае. Средена е таа работа, нема да се... Што и да се случи, не се опуштај. Овој човек нема да се откаже од нас, не го заборави тоа. Тој ќе не следи постојано, како куче ќе биде зад нас. Господине Ирфан! Дали ги видео нешто излегува пред малку господин Ирфан што беше со господинот Егемен, како се презива? Кога видов дека е со господин Егемен, не побарав лична карта. Аха. Кога ќе бараме канцеларија? Не. Јас ќе треба и стан да барам. Ама прво да средиме со парите. Готово, работата со Дженгиса Сароглу е средена, за една недела... Брате, мечката пред врата ни стои. За еден месец сите ќе се побарат каматата, разбираш ли ти или не? Ако за кратко време не ставиме доволно пари во системот, тогаш пирамидниот систем ќе пропадне. Добро бе, деседери, ќе направиме друга презентација. Слушај ваму, хајде смирено среди ја работа во вред. Не сакам никој да дознае. До гледање, професоре. Здраво, добар ден. Во салата за конференции имаше состанок за рудникот Вавилон. Таму беше господинот Ирфан, не сум успела да го запишам неговото презиме. Дали ќе можете да ми помогнете? Да, ќе ве почекам. Да, тука сум. Со У, така? Ви благодарам. До гледање. Убав ден.
Чекај малку, застани пријателе, кои сте вие? Каде ги носиш работиве, мои се? Јас не знам, бато. Ми наредија да носам. Како може тоа? Чекај малку, застани. Не оди никаде во ред. Се ќе се врати назад, полека само. Ова е злосторство. Ќе ве тужам, дали ви е јасно на вас? Господине, што значи ова? Имаме уште 4 дена до одлуката, како ова? Каде си бе ти, а? Каде си? 100 пати ти се јавивте, нема. Куќата ни ја зимаат, ни ги собра сите работи, комшиите ми се јавија, од нив дознав. Јас успев да пристигнам, а тебе те нема, кажи ми, од гели болу доваѓам. Господине, како е можно вакво нешто? Ни треба уште време за да се преселиме. Што ќе правиме со овие алишта? Каде да ги однесеме? Добро, ма ние немавме таков договор. Каде ќе живееме ние? Кажа ќе ја средиш работата, зарем вака се средува. Немав како, еда. Како немаше, бе, како? Немав. Јаде, доста не се дери. Главата ми пука јона. Јас сум крива што ти поверував. Каде е Денис? Тука беше. Денис. Денис? Денис. Денис? Сине, каде си? Денис, синко? Денис, каде си, сине? Денис? Господе. Денис? Сине, кажи нешто. Денис? 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 Синко, што правиш таму? Јас тука ќе останам. Аман бе, сине, па нели ти кажав ќе се преселиме, ајде излези. Јас нема да се преселам. Еда! Доаѓам, зете. Сине, дали се сеќаваш кога не сакаше да ги дадеш своите книги сонце на тато, а? По тоа што се случи, а? Кога виде дека децата што ги добија твоите книги се среќни, и ти беше среќен. Се сеќаваш? Сине, веќе нема да живееме во оваа куќа. Ќе живееме во друга куќа. Затоа нашите алишта треба да бидат преместени. Ама види, ние и да немаме куќа, и да немаме ништо, ниту автомобил, ниту алиште, ниту кондори, ништо да немаме. Ти воопшто не треба да бидеш загрижен. Секогаш може нови да купиме и уште поубави. Важно е ние само да бидеме заедно. Јас ништо не сакам само тука да останам. Сине, ако сакаш ти остани, сема да знаеш дека не можеш да останеш во ово шкафче затоа што ти растеш, сине. И нозете и рацете ти растат. Ти уште од сега веќе си пораснал 2 милиметри сигурно. Нема да те собере во шкафчето за кратко. Јас ти велам сепак да знаеш, ама... Ако сакаш ти остани си. Во ред? Ќе кажеме на сите, нашиот син се претвори во момче шкафче. Може би на тој начин ќе најдеш и нови пријатели. Момче фиокче, момче плакарче. Може би момче шкафче, момче фиокче, момче плакарче, сите заедно ќе си играте, а? Што велиш? Татичко. Дојди вамо. Пазите, што се случи со магазинот? Остави го магазинот. Зборував со газдата, станот под нас е празен веќе 2 месеци. Никој не го бара и сега за сега. Оставете ги работите во тој стана, после ќе се снајдеме. Зашто попрво ќе се снајдеме, ништо не се знае. Не ги кршете бе работите, аман веќе бидете Бидете повнимателни, бе, молам луѓе. Софет, ти благодарам. Нема проблем, баджанак. Да ги товариме работите, па ќе тргнеме. Ове, јунакот мој, види го. Многу ни недостигаше, знаеш, нели? Ти благодарам, зете, ама не би сакала да ви сметаме. Се надевам дека Ирфан ќе среди работата. Додека да средиме, ќе изнемам хотелска соба. Никако, те молам, вашата соба е спремна веќе, ајде. Ајде, одиме, ајде, ајде.